أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحكره ولا يسلمه. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ثم أما بعد. Благодарност, хамдот, шукрот, секогаш, од секогаш, за секогаш, му припаѓа на нашиот Господар Аллах субханаху ва таала, кој не почести со бројни неизмерни благодати. Благодатот на Исламот, благодатот на иманот, благодатот на Куранот, благодатот на исламско братство. Не му припаѓа фала и на почеток и на крај. Салават и селам, мир и спас и благослов му испрашаме на нашиот учител, нашиот водич, пегамбер на милоста, печат на Аллаховата објава Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, верни асхаби, табини, сите следбеници на овој дин, кои во добро го седат до судниот ден и потоа, Аллахума амин. Од адабот, од културата, од кодексот на еден верник е, после благодарност на Аллах и салават на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, да искаже благодарност до сите фактори, чинители, иницијатори, реализатори на ваков собир, на ваква дженетска бавча, на вакви места каде се присутни мелеките. Рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва селем: мен лем јешкури насе лем јешкури Аллаха. Кој не е благодарен на луѓето, тој не е благодарен ниту на Аллах субханаху ва таала. Затоа ние изразуваме искрена благодарност до муфтиството на Струга, начело со муфтијата, почитуван, скромен, Хаджи Ади Ефенди Муртиши, на неговата оператива. Имам и колеги кои дојдоа вечерва да бидат со нас, а секако благодарност и до домачинот на оваа џамија, имамот на оваа џамија, Хаджи Сезаир Ефенди Саловски, одборот на оваа џамија и секако и до вас џаматли, поштувани браќа, сите присутни кои одвоивте време од тој краток ваш дуњалучки живот да го потрошите заради оној кој го дал животот, а тоа Аллах субханаху ва таала. Затоа доволно е она што ќе го кажеме да биде сведок за нас на судниот ден, не против нас. Омер радијаллаху анху го слушна еден човек како се моли: Аллахуме џални минал акаллин. Аллахуме џални минал акаллин. Аллаху мој Господару, направи ме од малата група, направи ме од малата група. Омер радијаллаху анху се зачуди. Каква е таа дова? Направи ме од малата група. Па го застана на тој човек и му рече: извини, халалчини, што е овака чудна дова? Аллах, направи ме од мала група. Рече: зарем не ги читаш Аллаховите зборови? Ва калилу мин ибади еш-шекур. И малку се од моите робови благодарни. Колку има нам жители на земјава? Колку има жители лабуништа? Колку има нашава средина? Меѓутоа малку се овде кога џамија. Тебе Аллах те избрал, тебе Аллах те сакал, тебе Аллах те донесол во џамија. Биди свесен за овој благодат. Биди свесен за овој благодат. Ние сме таа мала група која го белеме образот на овој уммет во ова денешно тешко време. Да ти бидеш од уммет на Мухаммед ﷺ во време кое е полно со предизвици, а ти да дојдеш да посведочиш за твојот Господар
да му се заблагодариш на својот Господар, да го обновиш својот иман и својата вера во Аллах азза ва джалле. Вели пегамбер салаллаху алейхи ва саллам во хадис сахих: "Наддар Аллаху мраан самия мaqalati." Аллах да му го осветли лицето на оној кој ќе го слушне мојот хадис, мојот говор. Ние што можеме да кажеме освен она што го кажале нашите имами? Меѓутоа да се подсети имаме потреба сите. Аллах Акбар вели: "Валау аннахум фаалу ма ю'азуна бихи лакана хајран лахум ва ашадда таthбита." Кога тие би постапувале по она што им се дава совет, денеска џума, сигурно сите џами имаше дерс, кога ние би ги слушале тие вазови, тие дерсови, кога ние би ги примениле во живот, лакана хајран лахум, ќе беа во голема благосостојба, ќе беа во голем хајр, голем берекет. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. И кога на жителите во џехеннем ќе им се рече: зошто сте во џехеннем? Тие ќе وقالوا, тие ќе одговорат: لو كنا نسمع, ако ние слушавме, нақилу и размислувавме, ма кунна фи асхаби саир, немаше да беме во пеколот на џехеннем. Значи, ако ние слушаме и ги почитуваме имамите кои ни ја презентираат верата со Куран и со Суннет, ние нема да бидеме жители на џехеннем. Затоа, наше е да пренесеме пораката, а опасството е во Аллахови раце. Ја јуар расулу беллиг ма унзила илейке. О, ти пратенику, ти достави. Ти достави, ти пренеси. Иннема алейка албалаг ва алейна алхисаб. Твое е да пренесеш, а кај нас ќе полага сметка. Валлахи, не е исто оној кој седи во џамија сега и оној кој седи пред телевизор и ги превртува канали, или седи во кафана, пие цигара или пуши или така натаму, и оној што застанал овде во Аллахова куќа да слуша нешто, да го обнови иманот, да се поздрави со брат муслиман. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем во хадис Ибн Аби Дунја, хадис сахих: "Мен ата ал-масџид ен јетеаллем ал-хајр ау ја'лемеху." Кој ќе дојде во џамија, било која џамија, ен јетеаллем ал-хајр, да научи нешто, или пак некого да го поучи, кане леху ка еджри хаджин таммен хиджатуху, таммен хиджатуху. Кој ќе оди во некоја џамија да научи нешто, или да научи некој друг со нешто, тој ќе има награда на комплетен хаджија. Кој ќе има овие својства, тој е запишен вечерва комплетен хаджија кај Аллах азза ва џелле, бидејќи дошол нешто да поучи, да научи за динот на Аллах азза ва џелле. Па Аллах да му го осветли лицето, вели пегамбер селем: "Наддар Аллаху мраан самия мaqalati." Аллах да му го осветли лицето на оној кој ќе го слушне мојот говор. Семијаха февааха фебеллегаха. Кој ќе го слушне мојот говор, го размотри, го анализира, го свати и го пренесе. Кога ние би го пренесувале она што го слушаме од наши имами до дома, до наши домаќинства, до наши фамилии, до наши деца, сигурно наша состојба би се поправила, драги браќа. Наша тема со која вечерва сакаме да ја споделиме со вас е зулумот кој постои на овој дуњавок и крајот на зулумчарите со последните случувања во Сирија. Аллах во Куран вели: "Фанзур кајфе кана акибату залимин." Погледни каков ќе биде крајот на зулумчарите. Погледни, анализирај, размисли. Каков ќе биде крајот на зулумчарите? Над гробот му го откопа, уринира, го запалија на таткот овој. Тој побегна таму. Меѓутоа, Аллах во Куран вели: "Ейнел мефар." Ти можеш да бегаш во Русија. Ти можеш да бегаш по земја. Али Аллах вели: "Ейнел мефар." Каде ќе бегаш денеска? Кога? Утре. Утре пред Аллах азза ва џелле. Каде ќе бегаш ти?
Nema beganje. Tije luđe koji stradale vo zatvori, tije ženi koji bile siluvani, tije ženi koji došli su djeca. Zarem taka lesno čovjek može da pomine pred Allahovio sud na sudnio dan. Zato veli Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. Nemoj da misliš deka Allah je pasiven. Nemoj da misliš deka Allah je ravnodušen. Nemoj da misliš deka Allah je nemaren, bezgrižen za ono što go prava zulumčarite na zemlja. Innama nuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Nije gi odložuvame do dena od koga nivните погледи će biti вкочанети. Nemoj da misliš дека Allah не гледа состојбата на умметот. Меѓутоа, зошто се наоѓаме во состојба? Во овој момент ми текнува еден случај со Мехмед Фатих, кој дошол на власт и размислил кои бевме, кои сме ние османли. Па размислил дали некој пат ово османлиско царство ќе пропадне. Вие знаете, дека турци беа овдека 600 години, муслимани беа во Андалузија 800 години, каде се денеска? Почнал да размислува, па ги пратил војниците до неговиот шејх во Бешикташ, во населба во Истанбул, неговиот шејх, Акшемсудин се викал, рекол, оди да го прашаш тој учен, дали некогаш империјата османлиска ќе пропадне. Не зборува за османлиска, но тоа важи за секоја империја, кога пропаѓа, кога има подем и кога има подем и пад, кревање и паѓање. И доаѓа аскер, доаѓаат војници. Вика не прати султан Мехмед и бара одговор од тебе кога ќе пропадне Османлиска империја. Кратко јасно. И тој вика, одете, бегајте. Не ме интересира. Не ме интересира. Само избор. Тие се чудат, се враќаат кај султан. Вика, султане, овој не ни даде одговор. Ни рече, не ме интересира. Ај, субханаллах. И султанот се налути и со војска, со аскер отиде право во Бешикташ на населба во Истанбул, кај Акшемсудин, кај неговиот имам, шејх, водич. Рече, како ја спуштив аскер, војници, да им дадеш решение, одговор, кога ќе пропадне една империја, едно царство, една кралевина, една власт? Рече, ја им дадов одговор. Ја им дадов одговор. Како им даде одговор ти? Ти ми рече, не ме интересира. Па тоа е одговорот. Како не те сваќам? Кога домачинот вика, не ме интересира каде ми е дете до 1 сат. Кога мајката вели, не ме интересира черката како се облекува. Кога имамот вели, не ме интересира џематот што прави. Кога домачинот не го интересира за куќата. Кога војниците не ги интересира за мирот во државата. Кога богаташите не ги интересира за состојбата на сиромашните. Никого не го интересира. И тоа што доаѓа? Доаѓа колапс. Тоа доаѓа пропаст. Не може ние да седиме равнодушни. Ако ние сега на некој од наш близок му се запали куќа, веднаш ние ќе потршаме кој да се јави прво пожарна, кој да земе кофа, кој да земе црево, кој да потрча. Како било да му ја згаснеме куќата. Тоа е уммет. Што е уммет? Ние гледате често пати, спомнуваме уммет. Што е уммет? Уммет потекнува од арапски збор ум, а ум значи мајка. Дали ние го сакаме умметов како мајка наша? Дали имаме ние сочувство, болка во срце за умметов како наши мајки? Па Сирија, па далеко е, па Арабија, па далеко е, па Сомалија далеко е, Мјанмар далеко е, Афганистан далеко е. Ми немаме чувство. Валлахи биллахи, во Сирија постоеше шејх, кој се викаше Бедрудин Шемси. Овој шејх Бедрудин Шемси имаше еден човек и му рече на човекот, му рече, слушај му, ти ќе ми носиш вести од исламскиот свет. Нема како сега телефон, интернет и све на дофат. И тој човекот му кажуваше вести на Бедрудин Шемси, хафиз, голем хафиз во Сирија. Што се случува во Мјанмар, што се случува во Бурма, во Индија, во Пакистан, секаде. И еден ден жена му од шејх Бедрудин Шемси отиде кај овој човек
Слушам му рече, од сега натаму немој да му пренесуваш вести на мојот маж. Тој ми рече, тој ме задолжи. Рече, мојот маж не спие со денови, не јаде со денови, коска и кожа е. Зошто? Му носиш такви вести, а денеска појче вести се негативни. Толку е ослабнат, толку има изгубен апетит од грижата за умметов. Затоа, драги браќа, ние се радуваме на пропаста на зулумчарите, бидејќи Аллах ветил Инна Аллаха ла юмли лизалим. Хадис сахих. Инна Аллаха ла юмли лизалим. Аллах ќе му даде на зулумчарот време. Юмли ќе му даде време да аздиса, да претера зулум, да помисли дека тој може се да прави. Фе ида хадаху лем юфлитху. Кога Аллах ќе го земе, не може никој да го куртули. Кога Аллах ќе пушти казна, не може никој да го куртули. И потоа ги прочита Аллаховите зборови во Куран. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. И на тој начин Аллах ги казнува зулумчарите. Навистина казната на Аллах е жестока и силна, драги браќа. Меѓутоа зулумот не е само во власт. Вие знаете дека пејгамбер саллаллаху во хадис Бухари и Муслим, кој ќе биде ставен во сенка прв на судниот ден. Сабатун юзиллухум Аллаху фи зиллин јауме ла зилла илла зиллу, ел имамул адил. На прво место е праведниот владар. Вели Абдуллах ибн Масуд, синфани минен нас, ин салеха салеха нас, ва ин фасада фасада нас. Две категории на луѓе. Ако се исправни, цело општество ќе биде исправно. Две категории на луѓе. Ако се расипат, све ќе се расипе. Ел улема вал умара. Учените луѓе и владарите. Учените луѓе и владарите. Ако учените луѓе ја вршат нивната мисија, владарите праведно постапуваат според она што Аллах им го дал, да знаеш дека ова општество ќе цути. Умметот ќе биде голем хајр и берекет. Затоа рекол Ахмед ибн Хамбел, голем алим, пресел на Ахирет, 265 година, рекол леу кане ли даъва мустаджабе леджалту ал имам ил муслимин. Кога би знаел дека моја дова се прима, ќе ја направив за имамот на муслиманите. Што имамот? За лидерот на муслимани. Ќе ја направив за имамот на муслимани. Зошто? Бидејќи знам дека од него зависи цела состојба на уммет. Зошто кога дошол Омер ибн Абдулазиз, утре дента жена ги мози овци, вимето полно со млеко. Ти нема ли тогаш телефони? Нема ли тоа интернет? Рекла, сигурно на чело на исламска држава дошол праведен владар. Одма овците дават берекет. Одма има берекет. Во послушност, во овци, во се. Зошто? Праведен владар. Затоа, драги браќа, како завршува зулумчарите? Ја ќе ви доведам свеж пример. Свеж пример. Хамза Бисјуни беше шеф на полиција во време на Джемал Абдул Насир. Джемал Абдул Насир, или како име? Джемал Абдул Насир, убав, Абдул Насир, роб на победникот, на Аллах. Меѓутоа, зулум на земја. Неред во Египет, хаос. Тој имаше шеф на полиција, се викаше Хамза Бисјуни. Овој Хамза Бисјуни ги ставаше, да речем сега по наш речник, исламистите во затвор. Исламистите во затвор. И ги малтретираше и вршеше тортура. И викаше, каде е вашиот Аллах? Нека ве куртули сега, нека ве спаси вашиот Аллах. Ќе го ставам и него во синџири, и него ќе оставам во окови и во затвор. Ама тој заборава дека Аллаху кајуму семавати. Аллах е оној кој го држува небо и земја. И дека небо секој ден моли Аллах нас да не потфати. Земјава секој ден моли нас да ни се отвори, да не голтне. Океаните секој ден молат и прават на Аллах дова да не потопат. Аллах вели не. Јас го створив човекот, јас го сакам. И чекам да се покаја, да се врати кај мене. Хамза Бисјуни, шеф на полиција во време на Джемал Абдул Насир, патува со кола од Александрија до Каиро. Пред него шлепер со шипки железни. Па се удира позади и сите шипки директно во тело. Парче по парче. Не можеле да го извадат од ауто, од кола. Па со сечење го сечеле парче по парче да го извадат надвор како тело лешина.
Тој сакаше Аллах да остави во окови. Овие зулумчари забораваат дека фараон рече ена раббукумул а'ла, јас сум ваш врховен господар. Ва хадил енхару теджри мин тахти, овие реки течат под мене. Аллах направи баш токму таа река, а таа река се мисли на Средоземно море, на Црвено море, баш во таа река, односно во Црвено море да биде потопен и да заврши фараон. Зато вели Аллах азza wa jalla во сура Анкебут 40 ајет: "Факуллана хадна бидамбихи." И ние сите нив ги казниме поради нивни гревови. Ние сите нив ги казниме поради нивни гревови. Фаминхум мен арсална алейхи хасиба. И на некој нив пуштивме ветер, силен ветер со песок, со камења, како на племето Ад, на пејгамберот Худ. ومنهم من أرسلنا عليهم صيحة. А на некој од нив пуштиме силен глас од небо, уши да ти ги пукне, како на народот на Семут. ومنهم من خسفنا به الأرض. А некој од нив ги изгмечивме во земја, како Карун. Тој претера. Карун претера. Најголем богаташ на земја. Иннама утитуху ала илми. Викаше, ова се што имам, се мое. Али Аллах звече, фехасефна бихи во бидарихи l'arд. Аллах направи и тој и неговата палата да бидат сгмечени во земја, потопени во земја. Земја да ги голтне, наудhu билlah. Wa minhum man agrakna. А некој од нив ги потопивме, како фараон и неговата војска. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Аллах никому не носи зулум. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Меѓутоа самите себе си нанесоа зулум. Аллах никој не казнува. Вама раббука бидзалламин лил абид. А твојот господар никому не носи зулум. Вели Алија радијаллаху анху вели: се што правам, било добро, било зло, го правам за себе. Како? Правиш добро за себе, правиш лошо за себе, како може? Рече Аллах во Куран вели: мен амила салихан фали нефсих, wa man asaa fa алейха, вама раббука бидзалламин лил абид. И кој ќе направи од вас добро за себе, направил. И кој ќе нанесе некому зло, на своја душа си нанесо зло. А твојот господар никому не носи неправда. Зато вели пејгамбер саллаллаху алейхи хадис Муслим: атадруна мен il-муфлис. Атадруна мен il-муфлис. Дали знаете кој е муфлис? Дали знаете кој е банкрот, кој е губитник? Асхабите како нас луѓе калу Бела динару вала дирхемун. Тој е човек кој нема скршена пара. Човек кој нема скршена пара во џеб. Тој е банкрот, тој е губитник, тој е ништожник. Кале ла. Иннамал муфлис мин уммати мен джаа бис салати ва закати ва сиями ва кад шатама хада ва када ва хада ва кале мале хада. Губитник, банкрот на судниот ден е оној кој ќе дојде со намаз, со зекат, со садака, со пост. А од друга страна го клеветил оној, го опсул оној, го навредил оној, му земал имот на тој, па ќе му бидат земени неговите добри дела. Па ако нема добри дела, лошите дела од оној што му нанесол зло, ќе му се стават на него, фетуриха финнар, и потоа ќе биде фрнен во џехеннем, наудhu билlah. Затоа, драги браќа, зулумот е опасен. Има 3 вида на зулум, да скратиме на брзина. Зулмун ли раббихи, وظلم لنفسه وظلم للناس فيما بينهم. Зулум спрема Аллах. Дали може човек да направи зулум спрема Аллах? Да. Ја бунеја ла тушрик билла инна ширка ла зулмун азим. О синко мој му вели Лукман, немој да му припишуваш на Аллах ширк. Навистина ширкот инна ширка ла зулмун азим. Навистина ширкот е голем зулум. Аллах те создал, ти му робуваш на друг. Замисли да имаш еден чирак, го пушташ на работа и тој работи на нивата твоја и го зема плодот и наместо да ти го донесе тебе, тој го носи на друг. Замисли Аллах те создал, ти овозможил сите услови на оваа земја, а ти славиш, величаш, обожуваш друг господар. Инна ширка ла зулмун азим. Вал кафирун хум залимун вели Аллах. И навистина неверниците се зулумчари. Зошто? Бидејќи ظلم وضع شيء في موضعه أو في غير موضعه. Значи ظلم значи
да ставиш нешто во не негово место. Секој мора да верува на Аллах азza wa jalla. Бидејќи Аллах те создал. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Погледни во себе, седиш, бубрезите ти работат. Во тело имаш 94.000 километри крвни садови. 94.000 крвни садови. Ако не стигнува крв до врв на прст, ќе се суши прстов. И посвикаш, кој си ти? Ја юлисану магар ракаби раббикал карим. О човеку, што те излаша? Што те излаша? Што не го обожуваш твојот Господар, кој е племенит, кој е благороден? Значи, прв зулум е зулум спрема Аллах азza wa jalla. Втор зулум е зулум кон себе си. Дали може човек зулум да направи? Да. Гревовите кои човекот ги прави, си нанесува зулум кон себе си. Зулум на себе си. И зулум спрема другите. Тој е неопасен вид на зулум. Вели Суфјан Саури, да го сретнам Аллах со 70 гревови меѓу мене и Аллах, не е толку страшно, колку да го сретнам Аллах со еден грев меѓу мене и луѓето. Уште еднаш. Да го сретнам Аллах со 70 гревови меѓу мене и меѓу Аллах, Аллах милостив. Повеќе се плашам да го сретнам Аллах со еден грев спрема луѓето, бидејќи луѓето не простуваат. Луѓето немаат милост. Вели пегамбер селем, во хадис Муслим, юкаду ли шатил џелхами шатил карена. На судниот ден мора да се расчистат сметките. Па дури она овца која немала рогови, а била малтретирана од таа што има рогови, ќе го бара хакот. Ќе го бара хакот. Ја ибади, inni haramtu dhulma ala nafsi faj'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Хадис куци, о робови мои, јас го забранив зулум од неправдата, злото на себе и вам го забранив. Немој да правите зулум еден на друг. Послушај овој пример и да не должам многу. Кажува шех Махмуд ал-Мисри Абу Амбар од Египет. Живи пример од секојдневие, драги браќа. Во Египет имаше една богата фамилија. Богата фамилија имаше потреба за слугинка. Еден сиромав човек. Валлахи, сиромаштијата е опасна работа. Вели Али радијаллаху анху, леу кан ал-факру раджулан лакаталтуху. Да сиромаштијата имаше форма на човек, ќе ја убиев. Ако сиромаштијата, вели Алија радијаллаху анху, ако сиромаштијата имаше форма, јас ја убиев. Зошто? Бидејќи која човек сиромав, тој лаже. Тој не клања намаз со концентрација. Тој мисли само на нешто. И да е колку да е чесен, кога ќе оди дома, жена му бара јадење, пиење, тој што прави одма полудува. Зашто пегамбер селем во хадис сахих велел, Аллахуме инни аузу бика мин ал-куфри вал факр. Аллах заштити ме од неверство и од сиромаштија. Аллах заштити ме, сочувај ме од неверство и од сиромаштија. Сиромашна фамилија, имате една черка, ја дава слуги камо таа богата фамилија. Таа не беше куќа за служење, таа беше куќа на пекол, наудhu билlah. Некој пат богаташите забораваат на болката на сиромашни. Посебно газдарицата многу ја малтретираше. Ја тепаше, ја удираше. Толку ја малтретираше, ја удираше, валлахи, дури го изгуби вид од удирање по глава. Па кога ќе оди во продавница да купи, не знаеше кој е тазен леп, кој е тврд леп. Не знаеше, слепа. И на крај ја избрка од улица. На таа сиромашна девојка. Татко и почина, брат беше во Јордан и тој почина од ненадена смрт. Никој никого. Ја пушти на улица. Во Египет. Дуže милост. И им се нажали, ја зедоа едноса од дом за таму за згрижување на слепи лица. Ама Аллах не спие. Луѓето заборава дека Аллах се гледа. Луѓето заборава дека Аллах азza wa jalla е господар на небеса и земја. Оваа жена имаше 2 деца. Се жени синот, се раѓа дете. Расте, 6 месеци, не гледа. Слепо. Одма почна да ја паѓа жетон, викаат кај нас. Да ја текнува. Ја тера невестата пак да остане бремена, остана пак бремена, второ. И второ се раѓа слепо. И текна. Знаете колку е опасна довата на мазлумот? Пегамбер се вели, иттаку давател мазлум. Чувајте се, пазете се, внимавајте на дова на обесправениот, на оној кому сте нанесли зло. Фе иннаха лейсе бейнеха во бейна Аллах хиджаб. Таа нема препрека меѓу неа, меѓу Аллах.
Pa duri mu predavali, vole u kjane min kafir. Pa duri da je od nevernik. Pa ta žena shvati, pa otide da je bara. Posle 10 godini, da je bara od siropitališta na siropitalište, od kuća do kuća, dodeka je najde i ja donese doma, da ja moli, halal da mi činiš. Halal da mi činiš. Sve što bi se slušava doma je rezultat na to maltretiranje, na ta kutra devojka. Šejh vo Meka, vallahi kažu vam, vo Meka čovjek, vo Meka, koji je centar na islam. Vo Meka kažu vam čovjek, imaš rabotnik od tije zemlji siromašni. Mjesec, 2, 3 rabotnika, daj mi plata, veli, na vekil, na arapska, vekil au kefil. Oni znaju koji je bilo u Arabija. Kefil au vekil. Kefil znači ono što je dao garantno pismo i ono što te donel vara Saudijska Arabija. I ti si kaj njegov kako sluga. Rabotiš mu, plaćaš njemu. 3 mjeseca. Kaže, daj mi pare da puštam doma na žena od 10. Pjagaj tamo, be. Ramazan je da puštam zavenje. Odi, moli se koji sakaš kaj Kaba. Odi, moli se kaj Kaba protiv mene. Vidi, stakfirullah. Innal insana la yatgha rahu stagna. Ne misli da čovjek azdisuva koga misli da je bogat i da ima sila i vlast. Zaborava da je Allah nad nebesa i zemlja. I otido i kaj Kaba. Pred Kaba. Ja Allah. Mene me stvori slab nego jak. O Allah se odmaka od zor dode u Arabija. Žena, djeca tamo barad jadenje, pijenje, ovo ne mi dava plata. Allah vratimo, Allah platimo, Allah kazni go. Čovjek od pađa toliko teško bolen go Mekavo bolnica, doktori ne može da otkriti koja je bolest. Ofka rika od kako magar od bolest. Doktor kaže, nema me dijagnoza da ti rečem ova te boli. I kaže, slušamo, razmislite da nemaš nekoj kiks, nekoj minus napravljen, nekoj zulum, mutekna. Vidi, ono što krade, i ono što pravi zulum, ono što jade tuđ hak. Što rekao prvo selem u hadis kutsi, thalathatun ana khasmuhum, wa man khasamtuhu yawm al-qiyamah, wa man kuntu ana khasmuhu. Na trojica Allah će biti na sudnji den sopernik. Ti da bidiš u sud protiv Allah na sudnji den. I jedan od njih, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yuta haqqahu. Čovjek će zeme nekogo da raboti kaj nego, rabotnik od ja izvrši rabotava, a ovaj ne mogu plati hakot. To je ima Allah azza wa jalla na sudnji den. To je ima na sudnji den Allah azza wa jalla. I ovo mu tekna, ne jedan rabotnik ne mu dal pari, go istaral, ne mu dal plata. Gi povika sinovi, oti pobarajte go najdoa. Ko vleze u bolnica, kratam, brzo. Ko vleze u kaj nego, kaj bolnica, to je legnat, ofka rika. Reče, le'alleke da'ute alej. Reče, ti sigurno imaš napravljeno dova protiv mene. Reče, naam, reče, da, inda Ka'be, kaj Ka'ba. Reče, Haman, ne 3, evo ti 13 se plati. Haman, samo halal čini mi. I tako se sluči, dragi braća. Zato, dragi braća, najtežak zulum na sudnji den je zulum među braća. Ne dozvoli da umreš sa zulum. Veli pejgamber sallam, men kane indahu mazlametun inda ahihi, fele tahallahu ljom, kabla en jeutum la dinaru la dirhem. Koji nekomu nanesu zulum, neka pobara ušte dodeka je živ. Gdje će dojde den koga nema da koriste nitu pari, nitu dinar, nitu dirhemi. Deneska pobare halal. Ne čovjek ko će umre na grobištom pravite halal. Dodeka si živ, ti znaš komu si rasplakal majka. Ti znaš komu si nanesao zulum, komu si nanesao zlo. Zato kraj od na zulumčarite je mnogo bolen. I svi te tirani koji bile na ova zemlja, bilo Bešar Asad, bilo drugi, bilo Faraon, bilo Nemrut, završeno tuka. Nemrut go zemal celo Timot kaj njego. I treba čovjek da dojde kaj njego i da mu reče, koji ti je gospod? Ako reče Nemrut, mu dava jadenje. Dojde Ibrahim a.s. Men rabuk, rabbi Allah. Koji ti je gospod? Allah mi je gospod. Kaznete go. Allah azza wa jalla pušti muva. Inna Allahe la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah ne se strami da donese primjer u Kur'an ima komarec. Mu vlegu ovo nos na Nemrut, ovoga kažu šejh Nebil Laudi, jedan šejh golem od Kuvajta. Mu vlegova mušička, malo komarče, vo glava. I vo glava Allah napravio da mu se dviži. Pa moralo se glava da se malo ozit bam da se udara, da mu se smiri. Ili pak da zeve nekoj papuća kundra, da go malo poglava, pa da mu se smiri. Neudu billah. Tako ime kraj od nas zulumčarite. Ja go molim Allah azza wa jalla, da donese pravda vo ummetod
Allah Azza wa Jalla da gi uništi zulumčarite koji pravi zulum na ovaj ummet. Го молам Allah Azza wa Jalla да живееме во сенката на ла иля илlallah и да умреме во сенката на ла иля илlallah. На судниот ден да бидеме проживеани во друштво со Расулулlah саллаллаху алейхи ва селем. Она што го кажавме и она што го слушнавте на сите нас, да ни се најде на кантарот на добри дела на судниот ден, кога нема да користи нито богатство, нито синови, нито ништо. Ова ќе биде сведок за нас, не против нас, иншаллаху таala. Ако сме со искрен ниет, го молиме Allah Azza wa Jalla на судниот ден да пиеме од расите на Расулулlah, од неговиот хауд, ќе дојдат луѓе на судниот ден и пегамбер ќе уммети, уммети, овој се мој уммет, дојдете, а ќе застанат пред нив мелеки, ќе ги враќаат назад и ќе му речат иннека ла тедри ма ахдатhu бадек. Ти не знаеш што направи твојот уммет после тебе. Што направи умметот после пегамбер селем. Се раздели, се распарчи. Не го следи неговиот суннет, неговата вера. Иншалла, ние да бидеме достојни следбеници на овој дин. Затоа благодарност на Аллах, салават на пегамбер, благодарност до муфтиство Струго, кој ни овозможи да се дружиме во овие зимски долги денови во сенка на исламски предавања од наши ценети имами, од наши ценети оџалари, кои се трудат да одвојат време да се посветуваат. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala, činite, malo se može bežati dolgo.